Добра вечер, Дневник на КТВ, 20 април 2026. Кавадарци е вистински пример за одржливо земјоделство со над 6.000 регистрирани земјоделски стопанства и повеќе од 7.000 хектари подлозови насади, изјави министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски на трибината во Кавадарци, што се одржа во рамки на кампањата на Министерството насловена Гласот што го слушаме. Денеска сме во Кавадарци, општина Кавадарци, ја продолжуваме кампањата која што имаме започната како министерство. Гласот кој што го слушаме на македонските земјоделци, македонско најдобро. Продолжуваме со активностите. Општина Кавадарци е една од посериозните центри од агросекторот. Овдека, согласно потоците кои што ги имаме од Министерството, има преку 6.000 земјоделски стопанства кои што се регистрирани. Државата има над 1.500 договори за земјоделско земјиште во државна сопственост со површина од над 5.000 хектари. Знаете дека на ниво на општина, на подрачна единица Кавадарци, имаме скоро нешто повеќе од 7.000 хектари под лозов насад. За нас како министерство со оваа активност која што имаме, независно дали се работи за голема општина со многу земјоделци, дали се работи за помала општина, кампањата практично има за цел да ги посети сите овие крајеви во нашата држава, да поразговараме за сите досегашни активности, сите моментални активности и она што значи една од поважните цели на оваа кампања, да го слушнеме повратниот глас, повратниот коментар од самите земјоделци во делот во каква насока треба да се движи македонското земјоделство. Во Кавадарци се одржа јавна панел дискусија Органодарителство во Македонија. Ова е дел од нашите напори да ги подигнеме свеста за органодарителството. Ова е граѓанска иницијатива која што има поддршка и институционална. Ние правиме карвани во повеќе градови низ Македонија. Ова е веќе четврти ваков настан покрај нашите настапи на телевизиски едукативни емисии, така да се трудиме да го приближиме органодарителството до сите луѓе и да одиме од град во град да објаснуваме на младите, на публиката, на сите категории од населението да ја сватат важноста за орган донорство. И особено денеска сакам да потенцирам, имаме еден убав среќен настан. Денеска го испишавме од болница пациент кој што беше трансплантиран, прими орган од починат донор. Кога му кажав каде одиме денеска, негова лична желба и замолница беше да кажеме дека е ваш сограѓанин, дека е жител на Кавадарци и дека е примател на орган и да го поддржиме органодарителството и да продолжиме со ова. Ова е порака од пациент кој што туку доби орган. Еве, како представник на клиниката за урологија и како шеф на тимот за трансплантација можам да кажам дека урологија има една успешна приказна долгогодишно. Почетокот е некаде 77 година, до ден денеска трае. И тоа не само од living donor трансплантацијата, него имаме и успеси кај кадаверична трансплантација. Се ближиме до бројката од 100 кадаверични трансплантации направени, значи што е тоа еден голем успех за Република Македонија, секако тоа е заеднички успех на клиниката за нефрологија, урологија, трансфузиологија и сите што учествуваат во тоа. Значи, мораме да ја поттикнеме свеста. Ние имаме успешна приказна, која провојуваше низ овие години. Треба да ја продолжиме. Како ние постарите, така и помладите, треба да ја продолжат оваа успешна приказна. Ни фалат органи и затоа сме тука да ја поттикнеме свеста кај граѓаните од Македонија да органите се даруваат. Нема поголем чин на човеколюбие од органодарителството. Затоа ги повикувам сите да се приклучат на оваа наша кампања и да се зголеми свеста зашто ни требаат органи, да ги задоволиме сите наши пациенти на кои им требаат органи. Ова иницијатива, ова прекрасна иницијатива, која што веќе полека станува некоја мала традиција или овој караван да го нарачам, е една изворедна можност да се слушне многу во врска со потребата од органодарителството и да се слушне многу во врска со трансплантацијата на органи воопшто на еден популарен начин низ овие панел дискусии. Една група на ентузијасти и паталци, би рекол, го организираат ова, но ова треба да прерасне во нешто многу посериозно, иако е веќе можда сериозно, ако земеме во обзир дека имаме сите гости кои што треба да бидат тука, нели, и секогаш се повеќе и повеќе публика, и треба да се вклучат Министерството, здруженијата струкови, би рекол, интернистички, хируршки и така натаму, значи медицинските здруженија национални,
понатаму разноразни, да ги наречам владини, невладини здруженија, потоа студентски здруженија и на крајот сето тоа да биде максимално подпомогнато од вас, од седмата сила, нели, кој што навистина можете да направите најмногу. Значи, повторно ја поздравувам оваа иницијатива. Јас сум професор Јовев од кардиохирургија. Ние направивме една група на трансплантации успешни, малку стагнираме во овој период од разни причини, меѓу кои и од тоа што нема доволно дарители, особено последниве неколку месеци, но апсолутно не се откажуваме. Ќе одиме понатаму и сметам дека токму овие средби многу ќе ја подигнат свеста на нашите граѓани за органодарителство. Јас сум доктор Никола Ѓорѓиевски, актуелно директор на клиниката за нефрологија. Најпрво ќе ми дозволите да ја поздравам оваа иницијатива која што значи многу за сите граѓани на Република Македонија, особено за пациентите кои што имаат потреба од трансплантација, а воедно да ја зголемиме и свесноста за органодарителството. Како представник на клиниката за нефрологија можам да кажам дека бројката на пациенти со потреба од бубрежна трансплантација е некаде околу 100 активни пациенти и некаде околу 100 пациенти кои што имаат потреба за дополнителни испитувања. Воедно сакам да апелирам дека органодарителството, особено кадаверичната трансплантација, представува еден најхуман чин, еден чин на човеколюбие, чин на солидарност во која што ние самите граѓани на таков начин солидарност помагаме еден меѓу друг. Зошто истакнуваме важноста на трансплантацијата? Трансплантацијата е метода во медицината која што возможува комплетна психичка, физичка и социјална рехабилитација. Затоа уште еднаш мојот апел е сите заеднички да помогнеме, да го подигнеме нивото и значењето на трансплантација, бидејќи само на тој начин ќе помогнеме на самите себе, но ќе помогнеме и на нашите сограѓани. Ви благодарам уште еднаш на поканата и навистина сметам дека вакви активности треба да бидат се повеќе на број и на тој начин ќе овозможиме да истакнеме значајноста на трансплантацијата и на органодарителството. Со првата фаза пробивање и расчистување на трасата, викендов официјално започна изградбата на новиот кружен тек на Северен булевар во Кавадарци. Од општината нагласуваат дека овој значајен инфраструктурен проект ќе донесе побрз и поефикасен сообраќај, поголема безбедност за сите учесници, подобра поврзаност во градот, нагласуваат од локалната самоуправа. Заврши реконструкцијата на последната делница од колекторскиот систем на потекот од Северен булевар до спојот и на левиот и десниот колектор. Со ова се заокружува реализацијата на проектот за реконструкција на најзастарениот и најпроблематичен дел од системот. Со овој зафат значително се подобрува функционалноста и сигурноста на колекторскиот систем во овој дел од градот, нагласуваат од локалната самоуправа. Завршено е поплочувањето на тротоари и една пристапна улица во село Ресава на површина од 600 метри квадратни. Работите ги изведуваше фирмата Градба Промет. Моторџиите ја стартуваа новата мотосезона во Кавадарци. Настанот го поздрави и градоначалникот Јанчев, кој им посака безбедна и успешна сезона. Градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, го поздрави отварањето на мотосезоната, настан кој уште еднаш покажа колку е силна љубовта кон моторите и адреналинот. Присуството на над 600 мотори и голем број посетители е доказ дека Кавадарци прераснува во вистински центар на мотокултурата во регионот. Посебна благодарност градоначалникот упати до Тиквеш Рајдерс за одличната организација и посветеноста со која секоја година го подигнуваат нивото на овој настан. Како локална самоуправа, Кавадарци секогаш ќе продолжи да поддржува вакви иницијативи кои го збогатуваат општествениот живот и го промовираат нашиот град. На крај, градоначалникот на присутните им посека безбедна и успешна мотосезона и им порача да возат внимателно, почитувајќи ги правилата и да се грижат едни за други на патиштата.
Вредноста на синдикалната минимална кошница за април годинава изнесува 68.797 денари, што е зголемување од 979 денари во однос на март, кога таа изнесуваше 67.818 денари, информираше Сојузот на синдикатите на Македонија. Доколку семејството живее во изнајмен стан од 60 квадратни метри, вкупните трошоци за живот за април достигнуваат 84.172 денари. Според ССМ, за периодот од јануари до април 2026 година, вредноста на синдикалната минимална кошница е зголемена за вкупно 3.305 денари, што укажува на континуирано поскапување. Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука со која малопродажните цени на нафтените деривати се намалуваат во просек за 2,13%. Со оваа одлука цените на Евросупер 95 и 98, како и на Евродизелот се намалуваат за 1 денар и 50 дени по литар. Така од полноќ на 21 април новиот ценовник изгледа вака. Евросупер БС95 ќе се точи по цена од 80 денари и 50 дени за литар, додека Евросупер БС98 ќе биде 82,5 денари. Цената на дизелот се спушта на 94 денари за литар. Има и мала корекција во спротивна насока. Екстралесното масло за домакинство поскапува за половина денар и ќе се продава по цена од 97 денари за литар. Цената на мазутот исто така бележи значителен пат од речиси 3 денари по килограм. Со празни фрижидери најдобро знаат за бајките на Мицковски за трета економија во Европа, порача на денешната пресконференција од СДСМ. Со празни фрижидери и празни джебови, граѓаните најдобро знаат за бајките на Мицковски за трета економија во Европа. Секојдневието е сурово за народот. Цените поскапеа, стандардот паѓа, платите не мрдаат, а граѓаните имаат се помалку пари. СДСМ уште пред 50 дена предложи конкретни мерки за заштита на стандардот на граѓаните на самиот почеток на кризата. Мицковски не презеде ништо. Напротив, владата ја укина и мерката за намален ДДВ за дизелот, враќајќи го на 18%. Сега е веќе доцна. Цените порасна, а товарот го носат граѓаните. Народот плати за грешките на Мицковски и цената допрва ќе се зголемува. Во мај се очекуваат нови предизвици. Прогнозите на Европската централна банка и Европската комисија се дека следува забавување на растот, висока инфлација и ризик од рецесија. Само Мицковски понатаму живее во својот паралелен свет на бајки за трета економија во Европа. Граѓаните не живеат од бајки, тие ја живеат реалноста секој ден. Зеленчукот е поскапен за над 38%, овошјето за над 10%, а цените во земјоделството за 23%. Поскапени се месото, јајцата, зејтинот. Практично се е поскапено. Во исто време платите стагнираат и остануваат меѓу најниските во Европа. Мицковски одби да ги покачи платите на работниците, одби 600 евра минимална плата. Мицковски нема капацитет да води економска политика. Има капацитет само за својот приватен бизнис и за тендери. Човек со часовници од 60.000 евра или 150 минимални плати им кажува на граѓаните дека сме трета економија во Европа, ама дека најниските плати им се доволни. Какви апсурди! Во исто време кога економијата оди забрзано надолу. Инвестициите паднаа за над 60%. Компаниите отпуштаат над 1500 работници за само неколку месеци. Државата должи 180 милиони евра за поврат на ДДВ кон стопанството. Доста беа бајки. Доста е бранењето на бизнис интереси, потребни се мерки за граѓаните. СДСМ повторно бара итни мерки. Замрзнување на цените на основните производи. Намалување на ДДВ за храна и енергија. Директна помош за ранливите категории. Мерки за зачувување на работните места. Економијата не е статистика, туку живот на секој граѓанин.
Александар Саша Димитриевиќ на средба со бивши функционери од српската опозиција за оформување на опозицијски фронт. За дова стојат Заев и Башановиќ, порачаа од ВМРО ДПМН. Александар Саша Димитриевиќ, генералниот секретар на СДС, на средба со бивши функционери од српската опозиција за оформување на опозицијски фронт, организиран со помош на Зоран Заев и Зоран Башановиќ. Димитриевиќ изминатата недела во Македонија одржал средба со бившиот министер за образование од Србија, Бранко Ружик, кој воедно и подпредседател на СПС, Социјалистичката партија на Србија, на која била разговарано за спојување на опозиционерите од Србија со СДС за заеднички настап и соработка. За да бидат појасни работите, Бранко Ружик е политичар кој минатата година беше суспендиран од својата политичка партија, која инаку е во коалиција со партијата на власт во Србија, поради неговите поинакви ставови за работата на истата влада во која тој беше министер за образование. Секако, зад оваа средба и зад овој фронт кој опозицијата од Србија сака да го направи со СДС, стои нивниот пиар шеф Башановиќ и врховниот председател на СДС Зоран Заев. Жалното е што во врвот на СДС никако не им доаѓа памет. Кој стигне ги користи за своји приватни цели. Поради лојалност и послушноста кон Заев, СДС преку Филипче и Димитриевиќ ќе одработуваат за опозиција во друга држава. Наместо да се фокусираат во Македонија, да бидат конструктивна и корективна опозиција, тие се занимаваат со други држави и партиите во истите тие држави. Да подсетиме, Филипче и СДС ликуваа на победата на сестринската партија на ВМРО ДПМН во Унгарија, додека нивната сестринска партија освои 1% од гласовите. Нашиот совет до СДС е помалку да се занимаваат со други држави и со туѓи влади, а повеќе да се фокусираат на македонската политичка сцена, затоа што полека но сигурно стануваат маргинална партија со рейтинг сличен на статистичка грешка. Дневникот продолжува со информации од спортот. Во македонското фудбалско првенство, во првата македонска фудбалска лига, викендов се одиграат средбите од 28-то коло. Во Кавадарци на градскиот стадион Тиквеш го пречека силниот тим на Шкендија. Тетовчани беа фаворити во овој дел, што и го покажаа на теренот, казнувајќи ги сите грешки на потесната одбрана на кавадарчани и веќе по првото полувреме водеа со 0-3. На стартот на вториот дел Тиквеш даде гол, а веднаш потоа имаше шанса за уште еден, што целосно би ги вратил во надпреварот. Казната за промашеното брзо стигна и Шкендија постигна уште еден гол за конечни 1-4. Силекс во Кратово беше убедлив против Струмичка Брера и ја совлада со 4-0. Шкупи го пречека Вардар, кој беше убедлив и славеше со 0-7. Пелистер во борбата за опстанок славеше со 2-0 против Македонија Џорче Петров и работнички со идентични 2-0 го совлада Арсими, а Башкими во Куманово загуби од Струга со 0-4. Фудбалските второлигаши ги одиграа средбите од 25-то коло, во кое фаворитите не дозволија изненадување. Скопје со 7-0 ја совлада Саса, Охрид со 6-1 ја победи Преспа, а Шкендија во Арачиново лесно со 5-0 ја доби Прилепска победа. Во дербито на истокот Штипска Брегалница со 0-1 го совлада нагости тимот на Детонит Плачковица. Во останатите средби Беласица Кожур 0-0, Осогово Тетекс 2-1, Слога во Виница одигра 3-3 со Неготински Вардар, а Големо Конјари дома загуби од Новаци со 1-2. Во третата македонска фудбалска лига група Југ на програмата беа средбите од 22-то коло, во кое се постигнаа следниве резултати. Млекар Бучин 3-2, Питогули Тополка 1-3, Башкими Ултрас 3-1. Во велешкото дерби на колото Превалец загуби од Борец со 0-4, а екипата на Росоман на гостувањето во Кривогаштани кај екипата на Младост славеше со резултат
4:5. Викендов се одигра второто коло од кошаркарскиот плейоф и плейаут. Во плейофот во дербито на колото, во големата пресметка, лидерот ТФТ го пречека шампионот МЗТ. Во еден израмнет и неизвестен надпревар, ТФТ славеше со 93-91 со тројката на Ташовски во последните секунди. Кожово Гевгелија не успеа да го изненади битолски Пелистер и загуби со 85-95. А во салата Јаспин во Кавадарци, екипата на Тиквеш Голден Игл загуби од екипата на Маđари со 97-100. Кавадарчани цело време водеа и го контролираа резултатот, иако веќе на полувреме останаа без Глигориевич кој се повреди. Во последните 3 минути неколку сомнителни судиски одлуки му дадоа ветер во грб на Маđари кој на крај славеше. Во плејаут сегментот, Феникс во борбата за опстанок загуби на гостувањето кај отпишаниот тим на Ангели со 85-84. Куманово забележа важна победа на гостувањето кај Чаир со 83-91, а Гостивар во продолженијата стигна до победата над Работнички со 75-70. Девојките ги одиграа првите полуфинални средби во кои Вардар го изненади фаворитот Крива Паланка и славеше на гостувањето со 80-82, а актуелниот шампион Баскеткам лесно го совлада Бадел со убедливи 61-45. Ракометарите на Вардар го освоија ракометниот куп на Македонија, откако со 24-23 го победија Охрид во едно драматично финале кое се одигра во Струмица. За Вардар ова е вкупно 18-ти куп трофеј, а имаат шанса и да ја освојат и двојната круна. Претходно во полуфиналињата кај мажите, Охрид го совлада Еврофарм Пелистер со 26-19, а Вардар го добија Алкалоид со 24-23. За најдобар стрелец на турнирот беше прогласен средниот бек на Вардар, Јака Малус, кој го доби признанието и за најкорисен играч, односно MVP на турнирот. За најдобар голман беше прогласен чуварот на мрежата на Охрид, Кристијан Пилиповиќ. Кај дамите во полуфиналињата, Ѓорче Петров лесно го доби Пелистер со 37-15, а Спартак го изненади Чаир и го совлада со 24-23. Во финалето, Ѓорче Петров славеше со 33-30. Ова беше 19-ти трофеј во ова надпреварување за лавиците, а трет поред по оние во 2024 и 2025. За најкорисен играч на турнирот беше избрана десното крило на Ѓорче Петров, Марија Гугулјанова. За најдобар стрелец беше прогласена левиот бек на Спартак Сузана Зечевиќ, која на двата меча даде 17 гола, а најдобар голман беше Слободанка Кицеска, која брани за Спартак. Утре не очекува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, локално пообилни. На места ќе има услови за изолирана појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец, а температурата ќе се движи во интервалот од 8 до 17 степени. Го гледавте дневникот на КТВ, благодарам што сте со нас, имајте пријатна вечер.